Благодарам, председателе. Колега Адеми, да ве познавам од 2015 година. Претпоставувам дека прво што ќе правев е ќе ве гуглав на интернет за да проверам дали сте вие истиот тој Арбер Адеми кој што од 10 месеци во 2020 година 8 бевте министер за образование. И она кој што го очекував да го кажувате во буџетот е вашите успеси во управување со ресорот кој што сте го раководеле. Да ни кажете дека сте направиле попис сите основни и средни училишта. Да ни кажете дека сте направиле попис на сите дечиња кои што имаат и кои што немаат лаптоп или таблети за електронска настава. Да направите попис и да ни кажете колку од нив имаат дома просторни капацитети и колку немаат. Вие земавте да ни го читате буџетот и ставките, божем ние не знаеме да читаме. Верувајте дека сте знаеме да читаме, но од вас како заменик координатор на пратеничка група се бара политички став. Дали овој ребаланс е добар или дали овој ребаланс не е добар. Сме имале финансиски инекции, помош. Наративот на Зоран Заев е навлезен и во ДУИ. Помош е кога вие мене ќе ми помогнете и не барате ништо за возврат. Позајмување кога ќе ми позајмите средства за да исплатам плати во мојата фирма и ако сум позитивен во февруар месец на завршна сметка, треба да ги вратам. Значи, вие како влада позајмивте на фирмите. И тоа е најмногу што може да го направите. Најдобро е да помогнете. А кога човек помага, не бара ништо за возврат. Понатаму, викенд без ДДВ 60 милиони евра. 60 милиони евра. Па вие знаете дека Заев проектираше дека 170 милиони евра ќе има промет во преходниот викенд без ДДВ. 8,5 милиони евра имаше промет. Тоа знаете ли кој пораз е? Излезе да каже премиерот дека народот не бил сиромашен и дека тоа е тоа. А тоа истиот тој премиер кој што велеше 500 евра плата, 1000 евра по семејство, бесплатно здравство, бесплатно школство. Така што ве молам да не ги доведуваме граѓаните до заблуда. И со помошите, и со ДДВ-то. Зборувате за поддршка на лозарите. Министерството за земјоделие денес должи повеќе од 70 милиони евра по субвенции за по сите основи. Денар немаат исплатено, а дополнително ќе земаме 46 милиона евра кредит, веќе е влезено во собраниска процедура. Така да ве молам, бидете малку повнимателен и многу поискрен. Зборувате дека владата била штедлива. Пак ќе ви повторам, зголемен буџет за мебел и зголемен буџет за привремени вработувања. И би било доблесно да каже дека партиската војска, барем кога е ковид, мора да се трне на страна. Благодарам.